Ако по само 3 месеци постоење спортистите од еден клуб донесат златни медали од престижни меѓународни надпреварувања, тогаш станува јасно дека се работи за изворедни таленти со огромни можности. Во време кога кочанчани се уште не знаеја дека во Кочани постои џудо клуб, наеднаш одекна веста дека гладиатор на големиот турнир во Приштина освоил 3 златни медали. И од тука започнува приказната која овој клуб во градот на Оризот ја раскажува стотина дена, а низ која провејуваат златните нитки со меѓународна тежина. За почетоците на клубот и за сегашноста зборуваме со тренерот Драган Шекеровски. Гладиатор постои веќе 3 месеци како регистриран клуб. Функционираме одлично. Сместени сме во салата при основното училиште Малина Поп Иванова. Функционираме одлично, имаме без... Па сега бројаме околу 25 члена. Јас работам, се занимавам со спорт околу 30 години, од својата 5-та година. Инаку, како што кажавте, да, наследно е, бидејќи ова го наследувам од својот татко, кој што има исто клуб во Прилеп, кој што постои 50 години на спортската џудо сцена. Инаку е подпредседател на дан комисијата на Република Македонија, а јас сум подпредседател на судиската комисија на Џудо Федерација на Македонија. Христијан Стојменов 81 кг златна медаља, Никола Стојменов 100 кг златна медаља и Александар Алексов плюс 100 кг златна медаља. Гладиатор има и женска екипа која засега не ги остварува резултатите на машката, но е надежна и има мощна добра перспектива. Да, имаме женска екипа која во моментов сме послаби како клуб во женска конкуренција, но имаме 6 девојчина, каде што и тие се покажаа со своји резултати. Имаме веќе кај девојчината 2 сребра до сега од претходните првенства, имаме 3 бронзи, така да и во женска конкуренција се полека скалило по скалило се качуваме нагоре. Како и во другите спортови и во џудото, основен проблем се финансиските средства, но врз основа на резултатите се очекуваат и поголеми спонзорства и поддршка, особено затоа што Македонија на меѓународна сцена најдалеку може да стигне токму преку индивидуалните спортови.